Дали ова ваше прво работно интервју? Да, докторе. Ќе ви поставам неколку прашања. Вие запишете ги одговорите. Најмисли се разбира. Татково име тука најгоре. А одговорот веднаш од одговор. Немам татко. Да бидам искрен, господица Баркли, не е малку чудно што немате татко. Вие сепак мора да сте имале татко. А, да. Мајка ми била скромна во своите навики, ама па не била ни светица. Тогаш зошто не знаете кој ви е татко? Затоа што, господине, тоа било страшна распалјотка. Простите, журка на високо ниво. Премиери, Море, министри, господица, лекари. не мора толку детално. И така тој ја напуштил мајка ми пред ново години. Таа била жртва на една бурна ноќ. То се изгледа била поврџака, нели? Не, далеко од тоа. Собарка во Котовот парк. Собарка во Котовот парк. Да. Ви молам, одредите ми ја големата книга, ако не ви е тешко. Веднаш? Би морал да ја проверам вашата приказна. Не сваќате, нели? Да. Котовот парк, молам. Еве, престојав во него еднаш како млад. Има репутација на луксузен хотел кој ги збунува сите гости. Вашата приказна изгледа точно. Напишите. Татко ви е исчезнал. А мајка ми жива или и таа исчезна? Ја немам видено мајка ми 100 години. Мене ми израсна господја Барки, а и таа умре неодамно. Умре моето сочество. Од што почина? Експлозија на неисправен гасов. Ја усмрти на лице место. А дали добив тоа што тука? Само за кровот. А имаше други жртви? Да. Статуата на сер Винстон Черчил беше многу оштетена. Делови од бистата беа пронајдени буквално зариени во телото на мојата макија. А кои делови? Не знам, бев премногу вознемирена. Ма сигурно фондацијата Черчил се погрижила за тоа. Да, многу фини луѓе. Какво болно искуство стигна. Не му се случува на секој да ја изгуби мачијата. Да не сака да спри. Не благодарам. Не сакам да земам никакви лекови. Размислите, тоа е за ваше добро, драга моја. Сега ќе ви поставам едно прашање. Од кое може би малку ќе ви биде непријатно, ама ќе ми одговорите усно. Која е вашата брзина на пишување и со која брзина да движите вашиот глоб? 20 зборови во минута, господине. А брзина во куцање? Не знам да куцам. Немав пари да го завршим и тој курс. Ама сигурно имате и други способности кои не се гледаат на прв поглед. Него, бидете љубезни со почетки ваши чори. А зошто, докторе? Па никогаш не прашувај доктор зошто, окей? Ајде, Окей, докторе. замечете ги и вашите чери. И сакал да видам каков ефект имала смртта на вашата мачија врз вашите нози и тело. Не ли е тоа малку чудно, докторе? Ма да плашете се господица Барка. Јас не ме гледам како млади прилична девој. Па телото не оди интерес на детскијата. Еднаш ме нападна на жена, ама ова меѓу нас. Беше потполно гол, сакаше да ми има. Знаеш, јас цел време што мислев? На незиниот неправилен пап. Така ме интересира женско тело. Простите, господине, Влезете во јас не сакам да ме набавам. Добро, влезете во. Ви горат. Имате воспаление на листовите. Соблечете се. Но јас никогаш се немам соблечено пред вас. Че го имам многу вашето мисло. Јас не би можела да дозволам да ме допремаш вака необлечена, мислам на голо. Добро. Че става? Колку долго треба да бидам голо? Па, ако се биде вред, ќе биде доста брзо. Сакала да има жена за време на преглед. Жена не слободна ли? Не, госпоđo, пред се да состава. Што брат вече, кој знае колко? Нема проблем, ќе почне. Ама јас не трпелив, драга моја. Јас секогаш сакам на брзина да ги свршам работа. А тоа мојата жена никаш не го сврши. И да не ви добавам детали од мојот приватен живот, вака облечена, ме молам, влезете внатре и за овој преглед да не разговарате со жена. Се разбрахме? Да, а каква е господја Прентис, докторе? Сум чула многу приказни за неа. Мојата жена е нимфоманка. Има страшна потреба за млади мажи. Сложени солеа поради парите.
А кога разбра дека е Шворц, ми дојде да ја задва. Момент на ментална слабост кој нема никогаш да се го опитва. Ох, кутер, доктор Прентис, па колку е тоа трагично. Би сакала да можел некој да ви помогне. Па, драга моја, ако толку инсистирате, може да ви помогне. Околу тестирањето на мојата нова контрацептивна направа. Огромно се помогне да ви помогне. Колку што може, доктор. Не мога. Влезте натре, ставете ги на глава и мислете на нешто убаво. А останалото, препуштите го на мен. Кого зборуваш? Замолам да не влегаш на организацијата без да тропнеш. Да прекинеш во истражувањето. Ама, добро, со кого зборуваш? Овде нема никој. И диктирав. Почна да зборуваш сам со себе. Да. И диктирав некои белешки на главната сестра. Утре да знаеш, има проблеми со контролирањето на бешиката. А теоријата уште не бе разработена. Не би сакал да дискутирам со тебе за тоа. А ти зошто брат толку рано? Да ти кажам, кога пристигна во хотелот беше вистински хаос. Да. Хелен објавила дека се заљубила во Маш. Омаш? Во Маш е жива катастрофа. Да. А знаеш дека друштвото не е само лесбејки. Да. Исклучок сум само јас, бидејќи ти се сметаш за жена. Јас. Беше премногу доста и морам да оцртам во хотелот. Колко е тешко што сум жена. Да. Ти тоа најдобро го знаеш колку. Добар ден, госпоđo. Ви го донесов вашиот багаж. А миличок, донеси го багажот. Не сакам да ми ги враќаш ниту ташната, ниту парите што ги украде од неа. Сакам да ми го вратиш само пусто. Или ќе те пријавам кај твојот работодавец. Имаш време до плата. Установ веќе го продадов за огромна сума пари, а е најдов човек што ќе ми ги развие фотките. Какви фотки? Кои фотки? Па, имам скриено камера во собата. Абе, кога се соблекував, не ти дадов за право и да ме снимаш. Сакам 1000 фунти за негативите, а имаш време до плата. Че се жалам кај менаджерот. Кај да се фотки? Ова е скандал. Знаеш дека јас сум мажено жена. Вчера како да не беше мажен, а срцка? Па вчера бев многу растревожена. Една моја пријателка лесбека објави дека се зема со членот на мој. Видина, мораш внимателно да ги береш тука. Види вака, може и че се премислам. Не можам да се замарам со тоа уценување на фотки. А можеш да ми најдеш подобра работа. Работа? Каква работа баш? Супер чукан. На машина ме научи еден човек од Хечетница. Че ти платам колку треба за фотографиите, ама таква работа не можам да ти најдам. Сакам илјадарка за фотки. Ајде да му бидам секретарка на машина. Не возможно. Ништо не е невозможно. Багажот е во твојата соба. А кој е овој? Заборавив да ти кажам, вчера ја изгубив ташната во хотелот, а ова прекрасно момче ме донесе со својот мотор. Да. Забајали си, биоткаш, до вечер труп не би. Имате деца, господин? Не. Жена ми смета дека дојдето, че ја расипи прекрасната фигура. Ако ме прашаш мене, на истата би го дал малку цицаји. Комбинацијата на алкохол и секс, па тоа е причината за таа да не стане мајка. Ретко кога имаме секс. Да, родена со нозете во формата на Y. Така и ще се копаат во Y, капато. Мојот проблем потекнува од мојата неспособност и тоа е единствена причина поради која не можам да доживеам оргазм. И да знаеш, џабе користиш маджуни, виагри. Јас? Па тоа воопшто не ме потребно. А камаграта во твојот джеп потекнува. Каква камагра? Тоа е за мојот стомак, разбери. Камагра, камилица и граб. Едното е да смени, другото е да пукне. Каква ли ти е срам? Твојата книга за оргазмот е целосна биографска. Или тука глумиме сексуално чувствителна жена, нели? Моите стомачни реакции беа лажни во секое време, драги мои. Ау, Да. какво откритие, ей! Оженец е любовницата на лажниот оргазм. Глупаво! Глупаво е, господин Цепарка, да лежите вече там. Жена ми се врати. Ќе може таа да ви помогне при прегледот? Прегледот одлучно, бачец.
Одложен преглед. Пристигна новата секретарка. Да, тука негде ми го стави сивито. Мора да й кажеш дека јас сакам да вработиш маш за секретар. Маш, но нема шанс. Господица Барби само што беше на интервју. Мора да й кажеш. Да. Што е ова? Ова, ти го гледа. Ова е твој стар сустав, нели го познаваш? Па, не знам дека си станал травестит. И дека брако ни зависи од последните моменти. Дај ми го сустанот и треба. Ќе дадеш ти тој што е на тебе. Па, јас ми лично не носам ништо. Ау, па каде ќе суставот, еј? Ќе видам Се шета била. Да, ајде. Право изслушај ме, а потоа коментирам. Да, слушам, добро, продолжи. Овата е од тебе ќе се преедно внимание. Сакам ќе си едно да бележам дека постолината е нечиста. Одидов на вториот кат, да земам чиста постелина, кога таму го најдов рецепционер, момчето кој пред малку беше тука. Се ми Се намами во плакарот и ми се пушти. И ти не му Не, кога го одбив, се обиде да ме силува. Силува. Го отргнав некако, но тој ми ги украде и ташната и фустанот. Ми вети дека ќе ми го врати фустанот, но се испостави дека го продал на некој другар, кој најверојатно ќе го користи во орги. Орги, а ти сваќаш ли? Ако ова испаде во јавност, ќе ме улишиш тотално? Го пријавили во полиција? Не, Зошто? епа во него видов една огромна добрина. И му ветив дека ќе му најдам работа. А какви квалификации има тој со толкава добрина? Супер чукана машина. Па не е баш работа за машки кои чукаат на машина. Епа да, секако разочаран од успешните обиди да си најде работа, се оддал на силување. А ти како мислиш да му најдеш работа? Да го бутнеш преку партија, не? Не. Јас мислев ти да го вработиш Јас. како своја секретарка и така. Сега за кратко ќе се врати и ќе видиш колку е квалификуван. А каде е госпожица Бари? Господица Баре, горе. Мора да ја кажеш дека местото е пополното. Шо? Познаш ли кој стар фустан треба за кратко? Фустан. Фустан. Абе, ова твоја Абе, ненадена кратко. жела за женска гардероба стана толку перверзна. и Кратко. Господица Баре, сте од целиот брат. Жена ме мисли дека вашиот фустан е неизит. А не може да ја објаснете некако околу дека сгрешила? Невозможно. Мора да почекате уште малку тука. Ама докторе, јас сум гола, го сваќате ли вие тоа? Ама сега господица, сваќам дека ви е незгодно. Сега ќе најдам нешто да Добар ден. Доктор Френкс? Да, има да закажам. Не. Јас никогаш не закажувам. Јас сум представник од ВАДА. Директно од вашите предпоставки. Кој сектор? Од секторот за ментално здравје. И мојата надлежност е неограничена. Имам за право да ја затворам оваа клиника кога сакам и ако сакам. Ау, изгледа сте многу моćен човек, а? Да, се надевам дека нема да имаме никакви проблеми. Вие студиравте нервен сон и неговиност поем, така? Да, меѓутоа целата документација е строго доверлива. Ја немам покажано на никој. Слободно можеме да ми ја покажете пред нас. Да. Не заборавајте. Јас сум представник од владата. Така значи, а? Ова е вашата клиника. Да. А каде води овој ходник? Првата врата од десно е собата за делење терапија. Вратата на крајот од ходникот е од болничко оделение. А креветот? Молекуларно големи ноги? Докторе. Како да е за Врша ми дупли сесии, знаеш? Деца најчесто плашат доктор Белман, па така и ги прегледувам нивните најки. И нивните најки, а? Морам. Вашата теорија се добри со добра публицитет. Не почитувам научници кои ги популяризираат нивните теории. Се согласувам со вас. А што е ова? Да видам. Преценник според. Дозволете да погледнем. Ау. Напупи се и не мрдај.
скоро и пациентите позитивно реагираат на оваа терапија. Па може да се каже. Вашите теории ни стоят многу напредни. Каква гола жена? Пациент, господине, само што е спирит кога него сте вие. Е нападнала гола жена? Да. Што правите, господине? Манијак еден! Добро, пријател. Не знам дали да ти се радувам на среќите или да ти завидувам на храброста. Оди, кажи дека сакам да и посел некој прашам. Веднаш, господине. Господин Цепари, еве господин сака да разговара со вас. Не можам да зборувам со таков манијак, додека сум гола, докторе. Виде, уште се држи до незиното провинцијско култура. Си пробал ли си шок терапија? Не, А колку долго е твој пациент? отврдат за испраќање во душевна болница само што не подпише. А подполнија јас ќе ја подпишам. Па господине, тоа не е моја пракса. Па јас не би искал да прогласам некој за луд пред да го прегледам. Владата предпочита прогласување луди пред преглед. Млада дама, зошто сте се собрали гола? Нели помислите дека може би ви го пречело тоа на вашиот матичен доктор? Јас не сум пациент. Јас сум од бирото за вработување. Љуби, ама глава не губи. Бирото за вработување. Љуби, ама глава не губи. Колку долго има вакви галуцинации? Отврди кој време. А нели помислите дека еден деловен човек, како вашиот доктор, не би толерирал гола секретарка овде во неговата канцеларија? Па доктор Прентис ме натера да ја собраче мојот облек, за да ја одреди мојата физичка спремност. Па немаше никакво наговестување дека јас ке треба постојано да работам гола. Гола? Добро. Колега, јас го представам случајот. Слободно, господине. Известете ги вашиот персонал за моето присуство и внесете го во вашиот регистар. Веднаш, господине. Млада дамо, имате ли историја на душевни болести во вашата фамилија? Мислам дека вашето прашање е многу бутливо и одбивам да го одговорам. Па, јас веќе ме прогласив за луда, знаете ли? Со кое право го стои? Со полно право! Па вие предното имавте нервен слом. Потполно сум здрава. Докторе, поведете. Ако сте здрава, зошто сте тогаш прогласени за луда? Ви благодарам. Добро е да си повторно облечена. Дај ми хронологија за случајот. Дали пациентот има фамилија? Не, господине. Незината мача е умрела скоро. Кој не неверојатен случај? Добра, а татко? Еј, татко си чини чуден човек. Јас затруднил мајки на работно место. Каква потреба имал баш на работно место? Па пациентот одбива да зборува на таа тема. Чудно. Но се пак доста интересно. Интересно, Само спреми ми се оди. веднаш, господине. Доктор, ве молам повикайте ми такси. Јас сакам да си одам дома. Не ги исполнувам условите за оваа работно место. Смири се, ми. Дојди. Дојди седни си овде. Немој да се противиш, така само ги намалува шансите за опоравување. Седни. Рачно да го видиме. Ајде, доктор. Сега. Ова е недопустливо! Вие сте срам за вашата професија. Ќе го приемам ова. Возраствената асоциација. Смири се. Поручек. И прифатија твојата болест без никакво противење. Смирено. Луда ли сум, докторе? Не. Треба да скрие на камера. Смирете се, господин Цепари. Се ќе биде во ред. Само ги смирете. Не можам никаде да ја најдам госпожо Цепари. А подсилни седативија и не смее никако да биде вознемируван. Господине, жена ми мисли на мојата секретарка. Ја нема од изутринава. Јас сум Ангелина Баракви. Барав работа со половина работно време. Ме прогласија за луда. Игнорирајте ги овие чести коментари, господи. Тие си составен дел од болест. А докторе, Повеќе. пациентот има исто име со вашата секретарка? Да. Земала името на мојата секретарка како неизна лудачко име. Иако е за осуда од морална гледна точка, сепак ништо не може да направиме во врска со тоа. Да. Доста ми е чудно и прецизно е, ама во болните тоа е нормално такво насување. А јас да се јавам во агенцијата Љуби, глава не губи. Да видам дали... Може, ја мислам. Жена ми не ја познава многу психологијава да не беше млади деца. Јас.
И јас лично знам многу девојки што преку ноќ така би го дузнале, а некој дури го посакува. Од моје лично искуство, знам дека девојките исчезнуваат на полноќ и по обемен оброк. Да. А да ве прашам, имате нормален однос со вашата секретарка? Да. Добро, прекис. Вашиот приватен живот си е само ваш. Но мене овде нешто ме звони. Дали пациентката знаеше дека господица Барклей работи овде? Можда. Сега веќе случајот почнува да ми се разсетва. Готово, да. По иницијата сега ќе ја прими да биде отпуштена и нема да се плаши. Јака доза? Јас сега ќе ви поставам неколку прашања и сакам да ми одговорите јасно и гласно. Кој е првиот маж во вашиот живот? Татко ми. Ве повредил? Не. Мисли да, вели не. Да, доктор, право си. Типична женска психологија. А мајка ви знаеше за вашата љубов кон татко ви? Јас живеев во нормално семејство. Не бев заљубена во татко ми. Јас сум сигурен дека татко ви има сигурно. А татко ви беше верник? Одеше во црква? Не знам. Сигурно. Тврди дека живеела во нормално семејство. А вие бевте во црква пред да бидете силубени? Не можам повеќе да ви одговорам на овие прашања, господине. Одвратни се и немаат никаква смисла. Мене ме интересира силувањето, кој се барка. Одговорете ме молам. Бе повредил ли вашиот татко? Не и не! Жестокоста на незините реакции се потврднали. Патинато, господин, а прашањето така добро постави. Од моја гледна точка, оваа девојка била сексуално малтретирана од страна на својот татко. Но може би има поедноставно објаснување за овој случај. Поедноставни објаснувања за поедноставни умови, доктор. И јас ќе однесам да ја шиша. Да и шиша. Младиот господин, што ти е како нешто? Да, донеси ми чаша вода. Чаша вода? Да. Значи, дали ви помнас? Да видам доктор. Не, добро не. Најспиво. А да ми донесеш друга чаша, ова некако форма ми е чудна. Форма. Што правиш пак сега? Се молам. Вакво колективисто објаснување баш одговара на твоите високи академски стандарди. Најспиво. Младиот господин, што сака да го вработиш како твоја секретарка е тук. Не ми е баш добро денес. Кажу му дека дојде другаде. Ама тој е нестрплив млад човек. А не стрпли. За да го почна на силово, не би. Не стрпли. Ја ишев пациентот, докторе. Браво, доктор. Без проблем ќе ја познаеш. Кратко. Не. Ипак. Младиот господин инсистира да го примиш. Ти дава 5 минути. Доктор, че ми извини, потенцијален кандидат за работно место. Ми дава 5 минути. Нема проблем. Господио, има ли некаква новост за господица Барклей? Нема ништо. Тогаш мораме да организираме потрага. Имате ли почина? Како не ми кажи душ? Супер. Путлица, пишомче. И ефтен трагач? Најдобро. Се јавам јас на портирница да видам дали... Демој. Сега ми тек. Господица Барклей во занималното. Зошто не ми кажа? Заборав. Ви се случило ли порано да заборавате? Не можам да се сетам.
Не мори да ти издава препис. Ама може би сум се олесистил. Или може би си заборавил. Ама може да зборувам само за оно што го знам. Не може да зборувам за работа што ги заборавил. А, добро, што прави госпожица Баркли во занимавање? Што прави? Вуду купличка од катедра за продажба. Што може да прави? Сакаш да ни кажеш ти си заборавил нас да ни кажеш дека твојата секретарка прави такви монструозности. Да. Не можам да поверувам. Прентис, Ой, кога ќе видиш еднаш таква кукла, толку е језиво што не можеш да го заборавиш. Веднаш, ти наредувам веднаш да го прекриеш тоа присуство и да ги уништи до сега направените кукли. еднаш господин, че ја известна господица Баркли да ги изврши вашите наредби. Човек, втор Франкиш. А, ние не сме запознати. Да, здраво. Јас сум доктор Ренс. Представник сум од владата. Младата. Да. Ми испратија да ја видам работата на вашиот сопруг, но искрено неговата работа многу ме вознемири. Еве, гледате го ова. Накупи се и не мрдай. Што значи па се го? Тоа е рецепт, драга моја, кој го препишал вашиот сопруг. Користи многу опасни и невообичаени методи за работа. Да, утро го препиша за читање книга на некоја жена со проблеми со бешиката за мислење. Книга. Книга. Леле, видете, доктор, Што е тоа? вчера Баш ли? Дали има причина да се сомневате во здрав разум, драга моја? видите, тој е почитуван во својата професија. Многу негови колеги му одделе признание. Не заборавајте, гениалните умови најчесто граничат со лудило. А ја да решимо утро. Има ли влушување во неговата состојба? Па секако. Кога му кажа дека ме нападнал рецепционерот од хотел, тој немаше крај со жлуба. Како мислите да нападнал? Па така се обиде да ме силува. И успеа. Слугата на овие хотели на најниско ниво. А утре исто така почна да му кажува и необична желба со женска гардероба. Ова ја потврдува вашата приказна гостина. Плюс и меморијата почнува да го изневерува. Извршите ли моите наредби? Да. Вие научниците со вашите умови ќе го уништите себе. Може. Дали ова и припаѓа на вашата секретарка? Не. Мој. Од кога... Од кога имате желба да носите женски обуви? Мојот пријател живот само мој. Каде е вашата секретарка? Сакам ли потоа да го прашам? Не може. Има премногу работа. Не ја злоупотребувате мојата позиција пред Владата ми дава за право да го интервјуирам секој член овде присутен ако има потреба за тоа. Каде е вашата секретарка? По градината. Викнете ја, сакам да ја поставам да го прашам. Па не можеш. Моментално прави погребална клада за будото кличките од катара. И не може да го забрануваме сега. Добро, јас ќе ја поврам. Не заборавај препис. Вашето однесување нема да помине непријавено. А ти што му кажа, ма? Истината. Зборуваш да си дека сум травестител. А што треба да правам? Ти најдов женски чевал на полицата со книги. А ти што мајка бараш на полицията? Ама види зла. Јас и докторез сакаме да ти помогнем. Твоето однесување воопшто не ми се допаѓа. Епе јас не знам, неподносливо е тоа. Ама ти си крива за тоа. А кој е крив што нашиот брак се распаѓа? Ти си тој што е семичен и безобразен. Ти. Твоето неодговорно однесување не излудува, а твојата дипоманија нема граници. Ама ти не знаеш колку ми е мене тешко. Припази малку. Ја ти не пченичките ускоро време. Кој сакари се само потврда за твоите. Можам повеќе да чекам, госпожо. Мислам дека ова е важно. Да, мојот пустан е. Пуста, дај ми го. А бе, врати го! Ќе му кажам на докторез дека ми го украде пустан. Докторес, ти да не си чувствувал ништо на докторес. Патиш сега, госпожо, ќе ти ги дадам и фотки. Се разбирам и треба и некаква гаранција дека ќе ме вработите пред да ви ги дадам и негативи. Еле, какви фотки? Има неколку порнографски фотографии. Порнографски. Ме слика од без да знам. И што треба да се јас да направам? Да се натртам, да ти извадам областта.
Айде, оди вземи си твой чай и прави в особата. А ти, дечко, кажи ми. Докторе, јас се извинувам што ја вознемирих женови со моето однесување, ама што да правам кога сакам да ја легнам секој што ќе ја видам. Да, това ти е много отвратна навика. И опасна по здравието. Да, здравието не ми е баш добро од кога престанав да играм тетрис. Ова клиника имаме некои правила на зуби, кои јас самиот ги почитувам. Додека работиш како мој секретар, очекувам од да не ви интересират ничи по-органи, освен твојот. Тоа воопште е само... Па тоа е и целта. Нема никаква трага от вашата секретарка. Трпението, добро утро. Добрито, добре. Трпението ми е при край. Ако не я најдеме за 5 минути, имаш сериозни проблеми. Некој полицаец сака да зборува со домаќин. Кажи му за 5 минути, че го прилича. Што ќе правим? Абе, не паничи. Полицајот дошол да побара брачен совет од мене. Не е точно. Ако ме фатат, ќе скапам 5 години во затвор. А што сте направили? Па како што ви кажа, жена ви А, пробав да ја може. силувам, ама неуспешно. Знам. Ама може би не изгледа така. Ма потешко е да влезеш во гајчите на жена ми, отколку да искам да вземе. Друго нешто работа, кажи. Така напумпано жена ви. А, докторе, ман. се качев на третиот кат од хотелот и што имаше група студенти. Види, попа. Како досаден живот живеат кутрите тие крскалчи. А. Направи се што можам да ги развесам. И нема професор Сони. Беше во собота од другиот крај на ходик. И тој не се разбуди воопшто. Не. Баш тој ме пријави во полиција само Тој? да дојде до полиција. Предупредих, Прентис. Пој. Ти ќе бидеш одговорен за исчезнувањето на господица Барки доколку не се работуваш во незиното прологење. Ако не си способен за тоа, полицијата мора да биде известена. Мора. Собрекувај се. Сакате да се пипкаме, господин? Рико. А тоа го пара паши кога ме тера да се облече време. Па, за пари, да? Колку? Сакам да се преправиш во мојата секретарка. Тоа ќе ми ги реши проблемите на обајка. Публикуј. Откако ќе се преправиш во мојата секретарка и ќе го убедиш овој човек дека ти си мојата секретарка, направи си дека ти е лошо и замини си. А јас ќе те пречекам со твоите алишта. Ако успешно го завршиш ова, ќе бидеш награден со изискува на пари. Пари. А ако зафркнеш работа, ще правам дека не те познавам. Ајде, публикуј го. Полицајецот уште чека. Истражувам нешто. Ама ти си психијатар. Психијатар? Зошто ти е дете во гол? Па морам да го проверам тоа што го истражувам. И тоа на гол. Чудовиште ми е. Никогаш во животот немам слушнато нешто поглупаво и толку неубедливо. Ајде, дојди со мене. Оди. Добре ги гледаш. Правиме сега, ако влезе полицајцот, нема кај да бегам. Публикуј го. Нареди го, може да влезете. Замолам да не влекувате во редакцијата пред да бидете повикани. Бива ли? Не е точно. Може да сте на... Каде е? Моето отрекување е се поглупаво. Зошто си бил непристоен со полицајец? Па ми влета во редакцијата без да го повикам. А тој ми кажа дека ти си го бил. Или заборави, а? Теорията не ми служи така добро. Кажете ми сега може да влезе. Ајде. Докторе Прентис! Спојте, барите ми. Може не. Извинете поради подозрение. Ребику, остане кога е доволно јасен. Излезте на. Не. Ништо, нема да ме натера да останам да работам ке вас. Види у пичку матер, сакам да дадам отказ. Ама ако ме пролетат, готови сме. Дозволите да ми извучам до овој хаос. Само ако кажете вистината, ќе ви изречете од оваа мешаница. Оди со Христа. Ама мора да ви кажеме Ама вистината. тоа е многу песимистичко, со Христа. Дайте ми свој далишта, барем барем како гола, тука. Оди.
Се извинувам поради хистеричниот испад на жена ми. Ја нападал некој момче вчера вечер. Уште не е придојден од шоп. Што разбрав? Добре, ти сме запознано со нови човек. Да, нареднику, меѓутоа, нема да подесме тижу. Мислам дека жена ќе сгреши ако не го направи тоа. Но, како и да е, јас не сум годен за тој случај. Ме интересира каде било момчето во 12 часот пополнок и 7 часот наутро. Во тоа време наводно подлучел врз група студенти. Колку одвратно и срамно. Да, госпожо, во медицинско превед, нашата докторка едва чека да го запознае овој млад човек. Нареднику, тој не е тук. Ако се појави, ќе ви известиме. Абе, зошто ја лажеш полиција? Јас. Да. Нареднику тој беше тука и неговата облека е кајмена во соба. Многу мудро од ваша страна. Што сте наозело грешка, госпожо? Ако беше жена голямо истото, бројките на силување ќе се преполни. Да, само она, ако ја собира облеката, ќе се дуплира. Не обрнувајте внимание на тоа што зборува моето. Ќе одам и ќе ја донесам. Добре, повеќе. Исто така бараме на млада жена по име Марка. Може некој да ја помолиш? А зошто ја барите вие, господица Барка? Тоа од национален интерес е да ја најдем Против кого? Специализиран за пациенти кои се алергични на гласни звуци. Страдуваат насилни и нанимани од шум. Продолжи подписа. Театар на господица Барка и господин почна скоро. Предвизираната смрт ето беше вмешана од експлозија на писата на Черчил. Разрушување на увидот, очигледно беше дека писата беше нецелостна. И управата одлучи да ги на сигниците. Е тоа го прилича на ние. И вие се сомневате дека украдените делови се кај господица Барка? Па да, Нареднику, еве доказ дека младиот човек беше тук. па добро. Не може далеко без облека. Нареднику, неговите вчерашни достигнувања без облека не се запоцуваме, не ми дошол. Да. Се още твърди дека не знаете каде млади човек. Да. Што се случи со господица Барка? Господица Барка, немам идеја. Ама ти му рече на докторес дека отишла да ги пали водохопличките од кат. Може. Го излажа. Не се сеќавам. Наредников треба да разговарате со докторес. Тој ќе ви помогне околу случајот. Да. Каде тој доктор? Тој е во градината. Добро. А ти, Миличо, сега сети се зошто ги уништи цвечињата во ваздух. Може би тоа е директно поврзано со овој случај. Ама, докторе, кажете ја веќе вистината. Сите ваши проблеми произлегуваат од одостокна искреност. Но господица Барка, сите мои проблеми произлегуваат од мојот обид да ме заведа. Да ме заведете? Па вие никогаш не му кажавте тоа. Па вие рековте дека ви интересира мојот мозок. Докторе, Поле, сигурни сте дека докторен се надал? да, А каде би може да биде? имаш а? Каде докторен? Докторен, сигурно е во Грмушки. Таму имаме гола шумски забовила во базенчето за птици. Често имам проблеми со овој таму. Добре, дојдете со мене. Вие сте на Барки? Да. Каде бевте посега? Мерзатата состојано како секоја нормална секретарка. Ау, да не правеше педикир цело пред пладне. Ми се лошеше, морав да легна малку. Што да не си трудно? Не можам да разговарам за тоа со тебе. А каде работевте пред да дојде тоа? Во клубот 1, 2, 3 како хостеса. Сега гледам зошто не одговарате за ова работно место. И јас немам никогаш да ве препорачам. Нареднику, ова е Ангелина Баркли, можете да ја поставите некакво прашање што се случи. Моите Баркли, ќе да замолам да ги предадете или покажете деловите на писата. Како изгледаат? Дојдете дека не знаете како изгледат предметите кои ги бараме. Јас не знам ништо. Не знаете ништо. Пазите, се што ви кажете ќе биде искористено против вас.
Јас не сум девојка која би се вмешала во такви работи. Да не криете нещо, што не ви кажа. Не мора да вика медицинско лице и да ја потврди вашата присутност. Нареднику, јас сум медицинско лице. Само жени смеат да вршат преглед на жени кои се приучени за нещо. Е па тогаш нареднику јас ќе прегледам. Благодарам, Господи. Припиѓа вашата помощ. Докторе! Добре, докторе! Извика пациент! Ле, Подключи пираван! Колку долго го нема? Па, еве, веќе неколку минути. Што е оно? Ова е незината рокница. Мора да е гола тогаш. Кој си ти? Што бараш ти овде? Излегувај. Излегувај оттаму. Поверите речи. Ваша услуга. Вие сте од хотелот? Да? Сакам да поразговарам со вас. Уапсен сте. Не знаете колку ми е било што сум упс. Молам? Во голема опасност. Кого? Од доктор Прентис. Тоа што тој го прави е скандалозно. Носите ме во станица, ќе поднесем туж. Докторе, Ой, имате нещо да изјавите? да, се што кажа ова млада девојка е лага. Господине, ова е момче, не е девојка. Ако сте се збунили од разликата, ќе треба да внимавам и на 20. Ајде да слушаме што имате вие да кажете. Дојдов тука на интервју за работа. По некој изговор докторот ме натера да се облече мојот облик. Потоа почна да се однесува чудно. Дали пробајте во печество? Ще се разчарате нареднику. Ако мислите дека ова момче има изгубена невиност, Се надам дека ќе биде поискусен кога ќе ја изгуби. Зошто го се прекав? па сакам да се уверам во неговата безусловна полезност. Секоја година доделувам награда. Има ли порано проблеми пак? Јас немам и сега. Докторе, сакате ли дека момчето ќе поднесе сериозна тужба против вас? Да. И тоа е смешно. Јас сум женен човек, Бракот и не е изговор, доктор за врачите во глава. ма јас сум почитуван член на мојата професија. И вашите обвинувања се абсурдни. Докторе, јас не обвинувам никого за работи кои не ми се комплетно јасни. Ама ова момче има лоша репутација. Прво нека каже што правил вчера вечер, пред да зборува за ова утро. Јас немам никаква врска со случаите во хотелот. Герате дека во четврток вечер се однесувавте непријатно со дел од студентите. Да. Никола Спекет, като предувам, се што ќе кажете ќе биде искористено против вас. Ама ја не сум Никола Спекет. Ако не сте Никола Спекет, зошто бајам сам вас? За да ме заштитите. А вие мислите дека ќе се заштитите ако е убца? Секако. Би сакал јас да бидам толку оптимистичен. Обезбедувањето работи со полна сила. Никој не смее да ја напушти болницата без мое писмено одобрување. Докторе, Ој, кажете ми вашата секретарка дека направи налози за секој член овде присутен. веднаш господине, штом ќе биде во состојба да го направи тоа? Може. Вие сте докторец? Да. Мора да ли помогнете, докторе, едно збирате. Синок ја, овој млад човек сексуално нападнал група студенти. Само туку и тој бил свесен, ништо да. Ја знаете онаа старава со свој камен поглед. Момчето има лоша репутација. Доктор Прентис велите како се облекувал во параван. Мислите да сте го направиле тоа? Не. Само на работа не е злом. Па после ти си психијатар. Па јас сум психијатар. Не, ти си будала. Иако тоа не е исто, ама во твојот случај може би има нешто заедничко. Дали порано ова момче било здубано? Па порано не, за ваква работа. Што кажа доктор, момче го има лоша репутација. А и може би само го мести, доктор Прентис. Не знам. Може би овие обвинувања се резултат на некакво разочарување. А докторе, Ој, може би не требаше да го оттргнете до добрувањето на овој млад човек. ама неприродниот греф може да го уништи само човек. Уништувањето следи по обвинување, а не по гревот. А чекај, Ој, што ти двоцевка си и примаш и пукаш? точно. Јас сум хетеросексуален. Те молам, не ги користи тие изрази. Тотално се збунуваше. Што да правим? Некој ќе мора да го преведе момчето. Отбивам. Немате право да одбиете. Вие сте лапсен. Ама ја не сум Никола Спекет. Сакам само да одам во затвор. Ако не сте Никола Спекет, тогаш не може да одите во затвор и да бидете лапсен. Сум Никола Спекет. Тогаш сте лапсен. И морате да бидете
бидете подложени на медицински преглед. Што и јас ќе го направам? Не сум била нападната. Овај напад. Па добро, зошто тогаш ги користите тие обвиненија? Ја не обвинив никого. Наредникот го направи тоа. Доктор Прентис го одредил и вас? Па добро е. Што сакаш ти? Полицајци или млади момчиња? Договорите. На твоите години веќе треба да имаш одлучено. Наредник, јас ќе го прегледам момчето, ќе направам извештај, а потоа ќе го прегледам и вас исто така. Да. Е тоа малку чудно. Мораме да бидеме предпазливи. Што има чудно овде? Поволудница си. Чудите работи се овде се квидерира. Нема привилегирани овде. Излегувај. Ајде, ти собликувај се. Зошто тој не ме нападна? Добро, сега ти се тупиш со нас? Не, може да закрутам. Или да закрутам не. Ова информација од никово значење. Дали ти себе си се сметаш за девојче? Не, А зошто не? затоа што сум овде. Ајде, докажи ми тоа. Па, мора да сум момче. Сакам девојчиња. Јас ова Прентис не можам да го разберам. Докторе, многу мажи мислат дека тоа што ги привлекуваат женски е доказ за нивната машкост. Ајде, нема време за чекање, качувај се овде. Качи се овде, ајде, побрзо. Ајде, облечи се и јас ќе ти кажам кој полон си. О, добро да не знам. А добро, не ли сакаш да знаеш? Не. Прентис, јас не можам да го толерирам ова повеќе. Ама господине, го пресилувате момчето да го повторите романтично дејство, па може да полуди. Поволудница и нема подобро место за тоа. Собликувај се. Ајде, побрзо. Докторе, не може повеќе. Ја не сум маж. Јас сум женско. Одлично. Најпослед признание. Тој сака за себе да мисли дека е женско, за да ја намери чувството на вина. Па јас се преправам дека сум машко за да му помогнам на доктор Пред. Како можеш да му помогнеш на маж, ако се преправиш дека си машко? Епа, милните жени ќе спеснат ако дознаат дека некој маж завел и се облекол некоја девојка. Ау. И затоа момчињата се овде лесен плен, така? Тоа што не четеме, докторе. Само да кажете дека сум женско. Прентис, Оле, ако продолжи бака да се однесува, мора да му ставиме лудачки кошула. Мора. Кошула. Докторе, мора да ја прегледате Ангелина Дарк. Не сака да се соблече пред жена. А пред маж вака? Ќе пробаме. Ако почне вака да се дене пак и да се однесува, знаеш. Да, господине, знам. Докторе, а јас ќе избегам из градина. Брат си, Ама ќе фатам такси до дома. Невозможно. Доктор Рес спроведе строги безбедностни мерки. Додека не биде фатен пациентот. Ако ќе го фатат, може да си одам. Не. А зашто? Па вие сте пациентот. Докторе, Ман. вашата пациентка се качила на маса и не сака да се соблече. Сигурно не слушнала за пристойно однесување. Немам досега никакви забелешки за везението на суд. Добро. Това ли ти е успош за вработување? Кое? Ти разбираш ли дека во раката има бридж? Не гледам баш чудно ништо во тоа. Како бре нека? Па госпожа Прентис понекогаш користи бризжи си ги остави да се кажете бакна. Од брадата? Од брадата. Има ли два пола? Може. Каква и да е, мора да се соочи со вистината. Мора. Докторе, се смири малце Ангелина Дарк. Ви дадов се да питам. Добро. Каква фасцинантна слика на мозокот кој ја губи својата способност. Господице, зошто не дозволите на господи Прентис да се облече? Ау, наводно од религиозни причини. Вели дека била едно со Господ. Дали Бог? Дали ти беше сведок и присутна кога доктор Прентис го натерал овој млад човек да се разгоди? Што да разберам? Колку може да биде непријатно прашањето на болни од мозок? Дали мојот сопруг го нападнал? Не можеме да знаеме.
Тој одбива да соработува со медицинско лице. А каде е другото момче? Кој е друго? Па она што го соблече мојот сопруг. Ова е тоа. Не, тој го соблече она момче што ме нападна мене. Ова, нели е тоа исто? Не, тој му правеше интервју и го натара да се соблече. А, Има и друго, а? Добро, колку време си ти перверзија? Јас не сум перверзија. Како не си? Што е тоа за човек што се пипка со момчиња, намалува полицајци и води интимен живот со жена што се причи 2 пати на ден? Па би рекол, перверзија. Добро што ја прифатиш реалност таква каква што е. А кој си ти ако не си Николас Бекер? Тој ја ги е бак. А кој си лично? Брат си на ова мала девојка? Не, Тој е тогаш вистинскиот Николас Бекер. замина пред половина час да даде отказ од хотел. невозможно. Тој е гол. Негова поврека е хејтена. И шо? Ти барем знаеш, не ти треба облека за работа во хотелот. Луѓе, не смееме да дозволиме да се откри уште. Уште еден леко си одиде, ќе останеме сами со нашите лекови. Господи, ве молам, јавете се на хотел и прашате за Николас Бекер. А докторе, Оли, не ми ги извештаите, ќе ги прогласам за луди и овие двајца. Направите нешто, докторе, по тој полуден. Јас сум представник на хармонијата, а вие на хаоси. Ако не ми дозволите, како ќе не изличам бе јавас? докторе, не се сложува со такви драстични мерки. Немате никаков доказ за нивното лудило. Па овие деца се лудило колку јас. Па вашето собствено е многу полоше од нивното. Па не се согласам со вас. Јас не одземам лиценцата за психијатар, но од сега понатаму ќе работите, како ќе ви кажам јас. Докторе, со вас денес никако не согласувам. И се тоа ќе го приемам на членовите на Државната комисија. Јас не мислам дека членовите на Државната комисија ќе веруваат на луда. Јасно, ма јас не сум луд, разбери. Може би само така изгледа. Со вашето образување денеска, може би и поглаварната црква ќе го прогласиме за ментално нестабилен. Само што ја не сум поглаварното. Да, ако напредите пази, може и тоа да бидете. Ма вашата интерпретација за нешто моје обрисување е тотално погрешна и искривена. Ако некој е луд, тогаш тоа сте вие. Седи, смири се малку. Го разбирам твоето образување. Седи. Еве ќе ви дадам апчини, ќе ви дадам таблети за смирување. Ова се многу јаки апчини. Се пијат еднаш на ден. А вие? Да не сте мртна не одовде, да се вратам. Нема без тоа. Докторе, зошто тој е облечен во мојата униформа? Зошто таа ги носи моите чевли? Таа не е женско, таа е машко. Тој не е женско, тој е машко. И така ние сите заедно си лежиме во затвор. Ако си ги размениме алиштата, може че ја поправиме работа. И после, како ќе го објасниме изчислувањето на мојата секретарка или социјалера? Ама тие не постојат. Е, па кога луѓе кои не постојат, а исчезнуваат, приказната за нивното исчезнување треба да биде доста убедлива. Така да знаеш. Докторе, Оли, а мислите дека можеме да го подкупиме полицајот? зошто па полицај? За да го отсе Николас Бекер? Ти си Николас Бекер, второ. Откако ќе бидам опсен, може да му отпишете веќе, а Не ли мислиш дека ти комплицираш работите наместо да ми олесни? некој лаже ми изговори че ја тргне од пат. А потоа јас и таа ќе си ги размениме алиштата. Е така. Ќе ги прогласам за луди и овие двајца. Во право сте, господи. Ајде прво ти. Ја? Како ме два пати го истем прогласена за луда? А ќе работам со многу фини луѓе. Ајде. Фала Богу што моите не се живи, ова ќе ги убиеше. Ајде пред мене. Ще ти текна нешто. Ќе го викнам наредникот, ќе го натерам да се соблече и ќе ја дадам да го одумори. Само ми треба нешто што ќе го успи. Таблети ме од лудиот доктор. Водите со присута. Нареднику, може да влезе. Види, доктор Рес не замоли да ви прегледа. Седнете и се облечете се.
Нема односи со никој. Вие не грижете се за тоа. Само се облечете се. Знам се бидете да ме го зборите, ќе вика помош. Редико, сега гледам ти зошто си немал односи до сега. А си немал си имал многу пречки на пата. Ајде, совикувај се. Поправите се панталоните со плечене на мене. Чекам доктор да ме прегледа. А зошто? Сметате дека сум имал безобразно искуство пред некој време. Какво искуство? Го пипкале. А кој го? Јас. А зошто тогаш го прегледаш? А да проверам дали е педерче. Ти не знаеш, а? Не, немам осетено баш ништо. Каде е докторес? А масото е, докторе, само што го права се рецепционерата го носи во собата за изолација. Абе, мора да го најдем вече. Работите и за Слободно. това под контрола. Нареднику, соблекувајте панталони. Ние со преглед мора да продолжим. Еве, ове. Овие е сега безопасност, витамин. Напи се колку што може. Слободно, слободно. Е така. Сега седи си, пушти се. Јас ще покријам со чаршав. Број си овчички. Капата на реднику. Походникот ми е, господине. Господи се барка. Ау, лудница. Каде да притис? Не знам, се јави. Во хотелот се врати овде, а тој го соблекуваше наредникот меч. Што ти кажа од хотелот? Во хотелот кажа дека нема рецепционер со такво име. Момчето, што го прогласивте за луд е некој измам. А што е со вистинскиот тип разбега? Уф, тој воопшто не се појави. Значи вака. Двајца млади, едниот луд, другиот ментално нестабилен. Ќе потресува вашата куќа. А ние тоа мораме да го сопреме. Што е ово? Папчињето што ми дадов на вашиот сопруг. Празно е. Леле празно. Се предозирам. Не, се самоубила. Колку не очекувам, а? Да. Ама неочекуваните работи, господи, се случуваат кога најмалку очекувам. Ајде да не губиме време. Да го најдем што е може побрзо. Оди вам. Вамо. Господица Баркли само што избегува од собата за изолација. Од? Вага некако мраз, господ. Од апчињата. Да го изнесеме на свежо од Облечете го во било, што и читам ти го начин. И после како ќе го мислам? Дрогиран полицајц во мојата градина. Виновен сте, докторе, не мора да се објаснува. Само не видите го право. Обече го мога. Не. Ако се достане за ова, не ми бега продавање семки во протоколот. Докторе! Кажи. Докторе Левс, што туку го видов маж ми носи гола жена во грмушка? А пружиш ли од порта? Не. Значи, апчињата што му ги дадов на вашиот сопруг не се искористени за самоубиство, туку за убиство. Тој е ликвидирал својата секретарка. Докторе, не ви мислите дека тоа е малце мелодраматично? Лудаците се такви, драга моја, мелодраматични. А вие, овде во вашата куќа го имате најголемиот лудак на сите времиња. Каде ти пиши, мени сега може би и некрофил како бонус. Докторе,
Вистина ли вашата сопруга ме видела како изрисувате женски труп по градината? Да. Да. И имам обяснување за тоа. Мене не ми интересира вашето обяснување. Јас си имам свое. Каде е господица Баркли? Ја шутва. Ја претапал, убил и закопал. Ма не сум убил никого. А овие, сакате да ги носите од еротско задоволство? Не. Јас сум сосема нормален човек. Неговото нормално е крајно ненормално. А вашата секретарка, ја се облековте пред да ја убиете или потоа? Ама тоа не беше женско, тоа беше машко. А зошто тогаш носеше фустан? Па кога го најдов беше гол. Пустот ми се најде прв при рака. Крв се најде. Госпожи, тој. И ви се наоѓаат ли луднички кошури? Ама, докторе, тоа е веќе застарен метод на работа. Свесен сум за тоа, но сепак се користи. Дали имате овде некој? Има неколку напротивници. Јас ќе одам да земам, а вие држете го дека не се врата. И внимавајте, не е баш трапсопан. А ова е уште еден од твоите обиди да ме уништиш мене и мојата репутација. Лудач кошула, не. Кркомчул ми една. Рец мисли дека ти си ја убил младата девојка. Затоа може да поминеш некој време така посад. Епа господица Баркли не е мртва. Епа кажи каде е и да си ги решиме Епа проблем. не можам. А зошто? Па го носиш не си од пуста. Ме фати на препад за Бајлево кога се обидов да ја заведа. Абе, слушај, ако сакаш да го спасиш нашиот брак, кажи дека повеќе сакаш мажи од жени. А ова уште еден од твоите глупости што ги лапиш, а за кој не знаеш ништо, не? А рецепционерот што те обиди за сексуален напад? Абе, тоа не беше машко, тоа беше женско. Море, признај вече дека повеќе го преферираш твојот пол, отколку мојот. Јас сега, без волнење ќе кажам, да, јас сум пекарка и преферирам мажи. Да, ти си изрок и се облекувај во пустот. Се облекувај. Ќе ме удриш, а? Што удар? Ајде, ау, леле! О, леле! Што правите? Докторе, кога не бевте тука, маж ми стана насилен и ме уди. О, драга моја, мораме што побрзо да го најдеме. Дали ви се наоѓа некој? Дали ви се наоѓа некој вака прирак имате кога ви треба? Знаете што мислам? Ама, докторе, јас сум мажена жена, па прашањето воопшто не ви е на место. Добро, сега, Докторе, сакам да поразговарам со вас за мојот брат Никола Збех. Уапс. а зошто? Го прекршил закон. Го видовте ли доктор Прентис во градината? Да. Не. Мораме да го најдеме. Мислиме дека ја убил својата секретарка. Не може. Можно е и морате да ни помогнете. Преку глава ми отсетува, морам да ви признаам нешто. Чекај. Морам да имаш закажано. Јас не можам да ви слушам сите вас кога ќе ви текне. Јас и Никола Збех. Па твој, Се преправив како Анџелина Бартли, зашто така ми кажа доктор, а не знаев дека он е психопат. И затоа речев да се соблечам, срам ми беше. Ми текна. Готово, го имаме. Ова е лудачка кошка. Мораш да го натераш да ја облечи. Внимавај, не е баш многу здрав со памет. Имате ли оружје? о, не знам, нема. Мора да имате, тој е лудак. Мора да имате некаде овде. Мора и тој да има некаде овде скриено. Опа, еве. Еве ви еден, тоа два. За вас еден. Докторе, ред да пукате, немој да мислиш дека маш ми матка со гранка од маслина. Да. Гранката од маслика може да се користи за оружје. Никогаш не помислив да ти прогласам за мој колега за ментално нестабилен. Леле. А ти внимавај, ако го видиш, доктор Прентис, одма викај на помош. Тука си, добро. Се видел негде господица Баркли? Мора да ја пронајдеме. Мораме да ги вратиме на нормална работиме во оваа куќа. Докторе, не бара ти потребуј под камен. Наоружени
Многу би помогнало ако ги соблечите лишта веднаш или ги змените. Ако го направим ние тоа, тоа ќе го облечете и ова. Но тоа е лудачка кошула. Нема да бидам ја ваш дел од вашите перверзни игри. Оди се обркули се. Манијако! Тој е манијак, убил жена и го сокрил на изиното Оди тело. се обркули се. Кој ти каже ти одвати приказите? Ленс ќе ве прогласи за луд. Треба да стумам, а јас треба да ме накажам. Ти знаеш дека може би тоа била за напад пред службено лице. Обркули се. Обркули се. Види брз само. Сомене, и лего. Жена ме е гласна, ей. Ако не водиш любов, сомене, Ще водим любов, може? Да се спремам малце. Ти спреми се. Број до 3 и починиме. Чао. Ей, чекай, не мога насекате гледам Бог. Кога ги си приехте на вакцинација? Не е тешко да се предпостави што ви се вота во главата, драга моја. Вие имате брачни проблеми. Ама мојот сопруг не сака ништо да изгледаш. Па еден сопруг не смее да ја другира својата сопруга за да има среќна брачна заедница. Ама доктор, бе, ја не сакам матчиња. Јас сакам некој така да ја изгасе мојата сексуална жена. Каде ги чувате апчините за смирување? Не знам. Опа, стој! Конечно, го фатих при пациент. Ја не сум пациент! Жени се не сум пациент! Касно ти е сега за тоа, драга моја? Ама зашто го заслужив ја ова? Од кога сум била нормална девојка? Ајде да презам. Ве молам, донесете ми шприц. Каде е тук? Не знам. Значи, тоа ве натерал тој расипник. Не смеете да кажете, а? Со се поголите само да ви изличам. Само тоа го сакам од вас, бре. Докторе, за што служи ова? А тоа е најнов метод за лечење. До сега се уште не применет, но многу е ефикасен. А не ли мислите дека вашиот метод повеќе ќе ја полуди од колку што ќе ја излечи? Види вака, на лудите му е еднакво толку јасно, исто колку на оние што се во несвест. Кај ми го? А на што мислите, доктор? На голите мани што ги видовте пред него. Леле, и вие ли ги видовте? А што значи тоа дека сте ме заразили со вашата болест? Да ја држам ли раката, докторе? Мислиш дека ова како искористи на нея? Ова чини цело богатство. Вие викнете си полиција. Како да викнам полиција, ка полицајецот е голо грбушки? А ако е голо, како знаеш дека е полицаец? Еми, носи капа. Јас ќе си викнам полиција. Уау! Полудувам! Полудувам! Ау! Помогни ми! Зошто си врзан? Доктор Енс ме врза. Вели дека сум луда. Сијатаре, тој знае најдобро. Не би ставил лудачка кошула за џабе. Тогаш тој би бил луд. Тој е луд. Полудувам! Што е на ова? Полудувам! Дека сум лудува. Полудувам! Полудувам! Ти си дел од незината имагинација. Полудувам! Госпожо Прентин, А, ви ме гледа, значи реален сум. да е луда, луда е! Луда е! Да е луда! Ако мислите дека сум плод на вашата имагинација, тогаш ти си луд. Зошто не речеш што пишете? Па тогаш ти се залудиш како кошула. Стој! Абе, вие сите сте полудели. А маса треба да има таа чест. Или одречка А вие, доктор Ренс, денес ги побирате сите граници со вашето обвинување. Јас ќе ве прогласам за луд. Јас ќе ме прогласам за луд. Кај ми е оружјето? Имаш избор.
луд или мртов? Дете се плашам! Ке ме прогласам за луди и ке ставам за луд, што почнал тука сите додека да трепе. Тоа ти е личен рекорд. Не. Еднаш стави цело семејство. Сигурно мајка ви се гордее со вас. Па не би рекол, семејството кое остави во лудочко кошуло беше всушност моето семејство. Кој си бе? Дали се обис? Каде е Ангелина Барки бе? Тука сум! Тоест покажете да ловите од пистата? Стојте сите. Ослободете ја жена ми и девојките исто така. И се гадиот помислала кога ово утро се обидов да ја заведам оваа млада девојка и да ја надража се соблече. Ама господја Прентис ми услала мојот пустане неизм. И го земала погрешка. Од тука ми мислите јас сум го цијен. Докторот ме замоли да се соблечам. Јас што можам да направам? Се плашам да не го разотам. А вие бевте гола цело ова време? Да. Принуди и се согласи. И од тогаш не можам да се соберам. Цел ден се опитувам да си ја вратам самопочитта и облеката. Ако доживеам до 90 години, нема повеќе никогаш да се обидам да задоволам некого сексуално. А јас со цел... Добро е, добро. Јас со цела моја репутација можам да докажам дека оваа девојка била сексуално мутатирана од страна на својот татко-денец. Е па моите работни способности се намалија со тоа што јас го доживеав денес. И плюс, ја изгубив омајлијата во форма на слонче. А мислите на ова? Ова го изводов од вашиот брат додека вршиша. Да, од голема важност ми е овој грош. Види, јас имам мисли. Двете формираат еден брош. Прес може да колку ти седно грба, на кој седи млада и убава девојка. Како знаете како формира брош? Па така некогаш ми припаѓаше мене, а бев млада девојка, бев силуран въна во хотелот на вториот кат во плакан. Мажот кој ми сигураше ми бутна брош прак. Како бе те си има поедна половина брош? Епа за тоа платив многу скапо, остана премена во близнаци, но не можев да ги задржам. Бев скршен. Така го скрших брошот на две половини и ставив по една во пелените на секој бебе. Ги оставив на два различни краја во еден мал град, во кој што тогаш живе. И пораснале некои добри луѓе. Ах, деца мои, јас сум за мајка. Па мајка си ти што оседова сама во хотелот. Ама бев собарка, морав за пари. Ами татко ни исто така работеше? Не, тој дојде таму на журка, снема струја на сила. На задната страна од брошот ќе најдете на посвета. Го најдов на улица и го бутна во рака на собарката после сексуалниот однос како мал надолу. Ама ти беше мој вереник, зошто можеше да се силваш во плакарот во воду? Сакав само да доживеам момент на возбуда. Ја пред ти покажам за брат. А и ти не се противеше многу. И затоа сакаше првата брачна ноќ да ја поминеме во плакарот, а? Да, и тоа толку ме возбудува. Па Миличов зошто не кажа? Тоа можеме да го правиме кога и да постапи. А чекај малку. Ти ако си мајката, а ти татото на овие две деца, тогаш сепак имало инцест. И тоа двоен инцест. Немаше. Како да не? Мојот син не ми направи ништо, тој само ме фотографираше. Мојот сопруг и се договоруваше на собарката за која што не знаеше дека мој дете. Добро ти каже, нека каре да ловите од пистата. Не, но ми остави еден плик. Тука е во ташната. А тоа е тоа. Колку дел недостасок? Ау, а јас мислев дека е пурата, а тоа да ти биде она работа. Па добро, ова или она работа дека делате тука. Господине полицај, може да малку се кратко. Мислам дека ќе биде ова доволно
да забораваме на сите денешни непријатни случаи. Што викаш? Уште малку. И благодарам на Бога што уште е жива оваа традиција. А сега, кога заврши се во најдобар ред, да го приветнеме на живот и Божи.